Слушај ваму, драги мои пријатели и пријателки, малку се замолчав периодов, подобро ми беше да обзервирам. Именно, колегите знаете како, секој дневно, дневната политика, дневно се коментира, кога дневно се коментираат работите, знаат и непрецизно да бидат перцепирани, пренесени и да се донесат погрешни заклучоци. Далеку од тоа, моите колеги кои ги почитувам секогаш се имаат добра визија, знаат што било, знаат што не чека и нивното искуство дава правилни заклучоци, правилни насоки. Но влеговме во еден период каде што навистина беше малку тешко да се согледа директно што е она што ќе се случува. Имено, нема збор дека најбитната работа кај нас е животот, социјалата, крадењето, неградењето и така натаму, и сето тоа ни е настрана, ние сме во пик на жижата, интелектуално, духовно и пред се политички со влегувањето на бугарите во уставот, затоа што ние стоиме на работ на провалијата, гледаме во провалијата, ако доволно долго гледаме во провалијата, и провалијата ќе почне да гледа во нас. Нонсенс. Така што во суштина се бавиме со една многу небитна работа која е пренапумпана дека е многу битна. Тоа е мое лично гледиште. Имено, влегувањето на бугарите во уставот како клучна работа за откочување на европските процеси на Македонија е надвор од умот. Седнете само малце да го исперцепирате, дали сте нормални. Не, озбилно ме прашам, дали сте нормални? И што ако имаме проблем? Бугарија ќе блокира. А и вака да идеме дел по дел. Океј, значи, најбитното за преживување на Македонија е влезот во Европската Унија. И сега, зошто ИНА тера ВМРО ДПМН? Опозицијата воопшто. Ботовите веќе се јавија, откако ја знаев како ќе биде гласањето, затоа што тоа е мојата интуиција, не морам да се потпирам на неа за да играм комар, ама доволно ми беше да не морам да пумпам народ или да ги охрабрувам пратениците или опозицијата или да им праќам пораки, затоа што прво ми беше јасно дека нивниот став е сериозно втемелен. Втора работа, не трпеа притисоци како што трпеа 2016-17, кога 5 години мешетари разни влегуваа по судови, се закануваа, се јавуваа еден по друг. Сега ние имаме една ситуација на една небулоза во која бугарите изиграваат сега финоча, откако така вулгарно, гадно, безобразно бугарските политичари се однесуваат спрема Македонија со задскриени агенди. И сега, знаете како, ја искрено верувам дека на странецот малце му е, чекај, какви задскриени агенди? Јас зборев со нив, они викаат, нема да има, тоа е тоа. И па, како да му објасниш на странецот прво дека не му веруваш? Како да му објасниш кој е он сега, дојден пред 2-3 години и работи ова работа, имал некој шорт брифинг за Македонија, што правел Бейли, што правел овој, што правел оној, што правел Меркел, што правел овој, оној, што сите конфликти и проблеми кои ги имавме со бугарите, идентитетски праше. А еве го решивте со Грција. Па затоа што го решивме со Грција, сега го јадеме со Бугарија. На начинот како што го решивме. Тука е целиот проблем. Брзањето. Знаете ли дека денес сретнете било кој дипломат, американец, пред се американец, и почнете, зашо бе не на тера... класично македонски. Ја ви кажам дека на маса имало ваков модел. Имам присуствувано. Американски висок дипломат на маса со некои наши, ајде да речам, не се ни политичари, му вика, знаеш, онака лапнат,
Зашо не натеравте името да го смените? Овој го гледа бел. Јас те натера. Па вие притискате. Јас сум притискав. Па ти си нормален. Сами си одлучивте. Па зошо буцкавте да овакво? Дали вие се согласивте? Ја не. Чекај бе, полека, ти не. Имавме две големи партии кои дојдоа се посла, потпишаа со руки, со ноги, победија на избори, све и така натаму, и сега ти ми викаш, да, секако дека дел од граѓаните не се сложувале, ама дел си се сложи. И стварно сега, како да му затнеш уста? Кога у овој момент имате сигурно 500.000 граѓани на Република Македонија кои ќе потпишат не било што да побара Бугарија, пол да смениме, пол ќе сменат. Жени и деца да си продадат, абе одма. Европа, 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 Европа. Како да му објаснам сега што 30 години ние преживуваме од овие идиоти, мешетари, од овие... Зборам за Ескобар, нели? Ескобар мене ми се чини окей момак. Да, тој е булдожер дипломат, ама воопшто не го уклучи дизелот. Тој иде поразговара. Притисок? Извини, окей, они се заинтересирани и сега има ли атентат? Нема. Има ли апсења? Нема. Постои ли опозицијата? Постои. По мене, небулозата е што они не навлегуваат, нити саката и да ги разберам, ја да сум на негово место, сега ќе им навлегувам му, ајде бе, дај потпиши таму да влезем у Европска заедница. Зошто сте запнале? А ви имаме проблем пошироко. Има проблем Косово, има проблем Босна, имаме проблем со Србија, има проблем на Украина, кој е главниот проблем у овој момент. У Тајван се стиска, не ни требаат жаришта. Па, сори, дечки, ама малце не знаете историја, не гледате што се дешавало. Прва светска војна, Прва Балканска војна, Втора Балканска војна, Букурешт, администратори српски, администратори бугарски, негирање на име, нација, идентитет. Па пошто ние ќе се препознаваме? Дали разбирате дека е ова поголема игранка за една разграбување и поделба на државата? Не дека ќе се оствари, не дека можат, да можеа ќе ја направеа до сега, да има амин од американците, надамна немаше да постоиме. Но има сега некои замерки кои јас им ги давам нив лично, пошто Европа е едно разгалено копиле, едно разгалено галениче кое е крајно некадарно, наедноставен проблем да го реши сеопшта корист. Се европейците им викаат на американците, викаат, сега ја го карикирам ова низ некоја моја јади бурек призма, да речеме, пошто сепак иако е ова слушај ваму, Република, ја не можам да си побегнам од своите опашки, така е. Они викаат, не можеме да го решиме ова, дај ова, она ваму, тамо Саркози вика, нема проблем, слушај, бага, јадите вака, наши се они, да не ја дигаме тензијата, пошто притискаат таму русите, ќе го направиме кефот, ќе седат мадро, македонци, малце ќе пуштиме париче ваму, таму ќе ги притисне, све ќе биде во ред, не е ништо страшно ни за нив. Сега некој што на дневна база решава мал милион проблеми до нуклеарна криза, ќе се занимава со историја. А па, сори, треба да се занимава. Знаете ли они како гледаат, например, кога ќе дојдат со ВМРО ДПМН, кои ќе се сретнат со левица, бидејќи кога ќе идат кај СДСМ, кај Дуи, господин, да, ма ние сме за Европа, ма ние, да, одма потпишуваме, ама овие се лошите, мамицата нивна бе, лоповска. И зошто го правеле тоа ВМРО ДПМН? Зошто го прави опозицијата, здружено сите, се против, за да дошле до власт и за да лапнеле пари, за да краделе пак. Ало, онаа претходна власт на ВМРО ДПМН ја обвинивте дека крадела. Дури и у виртуелните обвинувања не успеавте да напумпате дека украла толку колку што овие реално, сега што гледаме, имаат испокрадено. Шајка не заковавте. Неспособни дилетанти.
Како да се надмине оваа криза? Види, има многу варијанти. Дали сме способни за радикални варијанти? Да, 3-4 ќе викнат у некој подкаст, на некоја телевизија, ќе добијат 1000 лајкови народов. Дечки, дали сте спремни за сериозен таков ангажман да ги прифатите сите кризи и последици кои ќе ги носи радикалната промена на курсот на Македонија? Еве прашувам, Македонија, сите партии мислам дека до појава на левица, сите до една беа ЕУ, НАТО, НАТО, ЕУ, НАТО. И влеговме во НАТО. Сега нема искачање. Како тоа сега у НАТО ќе идеме убри. Види, малце е целата зезната таа приказна, затоа што европската политика е многу лигава. Пред колку години Кипар доби статус рамноправна членка во Европската унија? Многу, така, преку 20 години има. Одлично. Кипар е поделена земја. Кипар нема суверенитет на целата територија, она е поделена помеѓу две држави. Она има се уште горливи граници, значи нерешени граници и проблем. Сега имаше нешто, Обединети нации пробаа таму да спречат турците да се изградат пат. Вака ги ишнаа по пат. Сакам да кажам, не функционираат основните параметри на меѓународното право. Не им држи зборот. После, знаеш, и сега доаѓа Ескобар и вика, добро бе, Европа, бе, председатели ве веруваат. Како сега, ја колку време имам да му објаснувам историја, све што сме го јаделе, зашто не им веруваме? Но има една друга работа, еве све друго да тргнеме на страна. Еве и да се сложа, јас сум, например, лидер на опозиција. И ми вика, Јанко, дај, не се, сајбе, та. Елдорадо. Нема да има повеќе барања? Нема. Како нема? Нема бе, живи мајка. Мистер Ескобар, како бе тоа е живи мајка? Абе, зборев јас со министерката бугарска, ми вети дека нема да имаат нови барања. Ај потпиши. Но, ај потпиши. Како? Потпиши бе дека нема да има нови барања. Не. Ниту американците, ниту Европа, никој нема да стави потпис дека ни се гарантираат некакви права. Ако не се лажам, меѓународен потпис нема ни на Преспанскиот договор. Знаете зашто? Затоа што тогаш ќе се најде некоја сила која ќе го приспита и во која ќе најде, ја имав 120 минути емисија анализа, единствена емисија каде што беше анализиран Преспанскиот договор точка по точка, во која се изнесуваше каде се кршат човековите права и меѓународното право. Значи, овие сите што го истуркаа тоа, свесни се дека ќе им купат време на потписниците, за да си поживеат, да си умрат, а после некој друг нек се зеза, затоа што еден ден ние ќе мора да се спуштиме и до Охридскиот рамковен договор. Иако па Охридскиот колку толку имаше некоја меѓународна гаранција, потписници и така натаму олеснувачи. За ова нема ништо. За ова со Бугарија, ма не доаѓа во предвид. Вие мора да идете у ЕУ. Ало бре, потпиши ми дека нема да ме зезаат више бугарите, дека нема да ми бараат идентитет. А во меѓувреме, како да му објаснам ја на Ескобар дека има комисии и дека од септември-октомври на она што било наш национален идентитет, Асном, Гоцелдоче, Филинден, престанува да постои. Знаете ли вие дека филмовите како Црно семе, Трето полувреме, веќе не смеат да бидат прикажани на македонска телевизија, на македонски телевизии, освен со одобрение од Бугарија. Знаете ли веќе дека не смеете да ги насловите бугарите дека биле фашистички окупатори? Беа,
беа на страните на фашизмот, но они сакаат тоа да се го избе и да си се постават некако, не знам дали баш како администратори, едноставно да си докажат дека Македонија е бугарска, нивната дамнешна желба. Проблемот им е Србија, нашата блискост со Србија, а нашата блискост со Србија па потекна многу лесно. Другари, треба помош, да, еве ти помош, бараш нешто, не. Рипа они малце нешто со црквата, заебаваа ово, она, Вардарска бановина, но на крај ни ја признаа црквата, ни го дадоа томосот, успеавме да се договориме, ништо за возврат не ни побара, а да не зборам и за време на кризата. Сега Вучич, ама Вучич кој ќе го сменат, србите ќе бидат дамбетер од бугарите. Значи вака, дај да го решиме овој проблем, овој статус кво. И што Ескобар конечно доаѓа да види, затоа што нема време да се занимава со оние големо патриотски, ние, Гоце, Александар, партизаните, крвои, ово, она, овој, преродбениците, тоа у реал политика, у сегашност, нема никој време да ти се занима. Ама јас сум управо со крварел, ту лейт, дечки, одамна твојот стаф е раскладен, предоцна. Што може да се спаси? По мене, единствено што може да се спаси, гледам сега колко дакаат и моите колеги како под конец, предвремени избори. Но еве, ај кажете ми, што е варијанта Б? Ја во овој момент не ја гледам. Ако некој спомне БРИКС, убаво, супер. Кој од вас е спремен да влезе во интимен, семен, политички и финансиски ризик, пред се прво личен, со сите последици што ќе ги носиш, што ќе дојде од твојот ангажман, до сето она што може да резултира. До радикализација на терен. Ама многу е лесно кога размислиш, види, ја ќе ја водам земјата, ама ако дојде нешто, има кој да гине, војска, полиција и така. Не е така више. Не е така. Ти кажи ми кој ќе преживее. И тој кој ќе преживее, како може најдобро да делува во собствена корист. Ниту има волја никај оние најратоборни македонци да земат пушка и во планина. Да имаше, веќе ќе ги имаше во планина. Зошто ги нема? Никој не ги повикал? Кога некој бил повикан за планина? Кога историски, кажете ми, имало повик? Сите што тргнале, што отишле, сами отишле. Се после им се приклуче. При крај на војната веќе памфлети, ајде дојдете, кога виделе кај дува ветерот, тргнале, од 500 партизани, 50.000, ама им било јасно. Народот намирисува. Предвремени избори и за политичка, која, верујте, не ме многу тангира, но ме тангира сериозната економска криза. Не збориме за цените на храната, каде се оттидени. Луѓе мои, абнормална е ситуацијата. Дали сваќате колку е алармантна ситуацијата и со нашите пензионери? Платите ни се клатат, пензискиот фонд ни се клати, цените отидоа јаба. Криминал има каков што не се решава, иако имаме некоја, нели викаат, види, овие почнаа процеси што ВМРО никогаш не би ги почнал. Точно. Да. Дали се решија тие процеси? Освен Боки. Еве и Боки да го спомнеме. Okay? Кај се парите? Баш ми е гајле дали Боки и Катица се во затвор. Кај се парите, бе? Мене тоа ме интересира. Парите не исчезна. Боки рече парите не се кај мене и посочи кај се. Имаме истрага тамо? Немаме. А нормално дека неа. Кај се парите од провизиите Хонг Конг за вакцините? Кај се парите од директорот на фондот уташничето, педерацото што ги пикаше, па сега во Австралија кенгури јава? Не зборам за убиствата,
не зборам за Смилковско, не зборам за Диво населје, не зборам за аутобусите, не зборам за болниците, не зборам за неизградените патишта што глумат дека ги градат, луѓе мои. И ја стварно не знам како успеваат да ве оттргнат од реалните проблеми. Ние имаме еден виртуелен проблем со Бугарија и сега ВМРО е крива зашто ние ако се откочи ова, милиарди фондови ќе влезеле во Македонија, ручки оттупани, ни помалку ни повеќе од она што влегуваше до сега. Што ако кренат раце, македонецот што ќе прави? Него брик за 24 сата, така? И па не може да ги пушти. Ескобар му е јасно кој ќе биде следниот премиер на Македонија. Ескобар му е јасно кој ќе ја води Македонија. Ескобар му е јасно каков е нивниот став и дали ќе може да се разговара. Затоа е дојден. Он не е дојден за Ковачевски. Ковачевски му е како да ти кажам, као траг од полжав, онака залепен, све му е јасно. Добро е, мали, ајде, скидај се, пужу, голачу. А да не зборам за овие нивниве, теренаши на далјинско, дроновиве, што се одали. Проблем има е што, чекај, овие сега, нели ги сомлевме? Епа не се сомлени. Може ли да се разговара? Епа изгледа не може, пошто има тврди национални македонски ставови. Добро бе, национализам не личи, ама овде значи бришење на Македонија. А пат ние тогаш избришете Македонија. Избришете го ВМРО, уапсете го Мицковски, растурете партијата, поделете Македонија, нема проблем. И после меѓународна слушајте што ќе збори за вас, какви последици ќе се ги јадете тие со години и со години. 5 века една империја издржавме, преживеавме, мачно и тешко. Да, ние не се бориме, ние не дигаме револуција. Ние сме повеќе како Гандиевите следбеници. Е, тука е нашата сила. Имаш сила доживотно да се бориш со нас. Ама бугарската министерка ми рече, абе, утре ќе ја сменат бугарската министерка, ќе ти дојде и ќе ти рече, види, Пабло, ја, колешката кога збореше со Пабло, затоа што и ти нема да бидеш вечен, кога ќе дојде некој Джордж и ќе се сретне со некоја Дафинка, Дафинка ќе му рече, види, министерката рекла, ама што да ти кажам, сега се смени политиката, ги имам изгледа се на вакви ставови. Ја му ветила на овој сега што? И сега Джордж ми вика, чекај, ја не можам да зборам у име на Ескобар, сега јас сум овдека, ние имаме друга. Значи, работите се менуваат преку ноќ. Но, идентитетските прашања се вечни за еден народ. Тој идентитет, зошто е битен? За да имаме собствени школи, за да имаме вработување, за да имаме свое. Оти домот, ако друг ти го владее и станеш кираџија, не може, ама, слушај, иди бе седи тука, но ми вети дека нема да те брка, нема овако, нема ништо. На кој кираџија на газда ќе му верува цел живот да си го постелеш своето семејство? Еве ви аналогијата. Ескобар му е јасно дека ВМРО ДПМН победува на следните избори. Прво од ВМРО ДПМН, второ од рейтинзите, трето од криминалот кој му очигледен, ама не може да побегне затоа што овие им вршат работа. А овие вршат работа затоа што знаат дека криминалот им е преголем. И сега грабаат што е можно повеќе за да, и затоа имаме чат пат по некој судско процес, чека, абе, има правда ова, она се гони криминал, ручки оттупани. Абе, го однесовте ли Ескобар ваму кај фабриката за електрични автомобили у Тетово? Еве, барем амбасадорката. Она беше бе на отварање, лопати фрлаше. Година и кусур помина. Стубо не го направија еден. Зашто ми зборите? Или коридора на 8. Шенка, Колозова и Бемка. Енка и Шемка, Бемка и Стенка. И колку пари налапаа тие? Што се направи? Па после со електричниот автомобил вака да седне Ескобар и да до Охрид вака, по аутопутом. Или ќе рече, додека се вози нека Охрид, што убаво на археолошко наоѓалиште. Што копате тука?
Па еве едно 15 години бараме диносауруси. Ju. Драги мои, колку и да ви звучат звучат прозаично колегиве што викаат дека треба предвремени избори. И навистина некој подобро, некој полошо тоа го пиарисуваат. Но верувајте, нема друг излез у овој момент од овој ќорсокак. Дали разбирате дека ние требаше уште лани да имаме предвремени избори? Секој ден на оваа власт оставен плюс е плюс крадење пари од народот и губење на идентитетски прашања. Не е точно дека ВМРО ќе го закочи ДПМН и опозицијата. Значи, дали е тоа левица, дали е десница, дали е центрица, дали е Данела, дали е овој, дали е оној како поединци Стефче, дека ќе го кочат они европскиот интегративен процес. Јас сум убеден, фер малце да се, а тоа се финеси и нијанси. Кои тие финеси и нијанси, знаеш, оние ситни точки кои у Телеком ќе подпишеш, добар е договор, да бе прочитај тоа ситните точки. Ние ќе ставиме, јас знам дека ќе има такви ситни точки, дека не ќе може да ти рчкаат и дека границата ќе биде немаме граница ние. Што сакаат можат да ни прават. Кога ќе почнеш, ама што може да ти направи, како што може да ти направи, ќе ти измени име, идентитет, ќе те контролира. Нема да бидеш ти више у своја куќа. Да, ќе имаш еден привид дека си во некој луксус добро средено, еве бе устанче си на топло све, ма ќе раđe си. Прашање е, која деценија твоите деца ќе истрчат на улица? И па мене ми е гајле за моите деца и внуци. На овие сега на власт не име. Затоа што ќе ги излапаат парите, ќе си побегнат. А нивниве гласачи вака, со прстот, со палецот в уста ќе цицаат. Затоа сте глупи, затоа што нив ги гласате. Заради ситна корист сега, си ги продавате децата, убедени дека утре ќе ви живеат во Франција, во Германија, на Флорида, во Австралија. Ич да не слушаш вака.